период еве одлучивте денеска да се јавите за дискусија во собранието и сметам дека денес е правото време да одговорите на неколку прашања и пред македонската јавност, меѓутоа и пред нашите сограѓани кавадарчани. И прво што сакам да ве прашам е зошто ве чува полиција и тоа 24 часа на ден, ако политиката што ја води ова влада е во ред. Тоа да им го објасните на нашите кавадарчани кои ви го дадоа гласот, својот глас и легитимитетот овде да ги представувате. Вие, колега, гласавте за промена на името на Република Македонија. Како можевте, колега, да гласате за промена на нашето македонско име, кога на манипулативниот референдум во Кавадарци за тоа гласа само 9200 кавадарчани од купно запишаните 32.000 или едва 28% или еве нешто над 1/4, а требаше да гласат 1/2. И тоа го направите со безброј притисоци, закани, подкупи и така натаму. Дури ни тие 11.450 што гласаа за вас и во 2016 и во 2017 година не го поддржаа референдумот, што значи дека голем дел и од оние што вас ве поддржуваат не го поддржаа референдумот. Ова, колега, сте должен да им го објасните на нашите гласачи, поддржувачи во Кавадарци, од каде што доаѓате, на сопствениот народ, тие тоа чекаат да им го одговорите и зошто, ако сте во право за она што го говорите, ве чува полиција 24 часа на ден. Благодарам.